Пред 6 дена Министерството за здравство тврдеше дека нема потреба од нови рестриктивни мерки. Оти немале да дадат резултат, а сега ко продолжија полицискиот час, но и ги затворија угостителските објекти. Што се смени за толку краток период? И првиот човек на Министерството за здравство со денови убедуваше дека немало потреба од построги мерки. Во однос на дополнителна рестрикција кога има широка на распространетост на вирусот, ги пратевме и примерите од другите земји. Видовме дека и многу по-тешка рестрикција едноставно не даде резултат. Напротив, многу земји се соочија со уште посилен бран од тоа со што се соочуваме ние. Очигледно дека локалната трансмисија го прави своето. Сега здравствените власти се правдаат, се правеле пресаци на неделно ниво. Сега сметале дека треба да има поостри рестрикции. Не се сменило специфично ништо со коронавирусот, ама се сменило кумулативниот број на заболените, хоспитализираните и починатите. Тоа е сменето. Дали некој ќе понесе одговорност за лошите проценки? Премиерот со жесток одговор. Немало потреба од одговорност. Кажете каква одговорност, нема проблем. Потенцирајте. Заев да си даде оставка, Венко да си даде оставка, кој да си даде? Доктор Илир, доктор Милена, доктор Лилијана од Струмица, кој? Кажете слободно оставката, ако ја барате оставката. Не е проблем оставката. Апсолутно тука не гледам никаква одговорност, колку и да бидеме различни во размислувањето. Ако мислите дека на овој начин барањето за одговорност нешто ќе ја промени состојбата, апсолутно не. И Караджовски на иста линија со Заев. На прашањето дали некој треба да поднесе одговорност, зошто не се побара одговорност од Борис Џонсон, од Меркел? Зошто не се побара од италијанскиот премиер? Па таму има по 100.000 случаи, има на почеток на епидемијата починати лица кои што беа во ходници. А има ли простор за одговорност? Првиот човек на македонското здравство, Венко Филипче, во телевизинско интервју пред 10 дена јасно посочи дека пред нас е критичната недела од третиот пик на пандемијата. Мислам дека следната недела ќе биде критична недела согласно проценката на промената на инциденцата во различни градови во државата. Некаде има веќе умерено намалување, меѓутоа некаде се уште не, и тоа ние го гледаме и по притисокот во болниците. Така да мислам дека следната недела е критична. Брановите обично траат 6 до 8 недели, шестата недела веќе истекува и се согласувам дека пикот можеби е сега веќе пред нас. По ова се наметнува прашањето. Зошто одговорните, знаејќи дека најтешкото допрва доаѓа, не воведоа веднаш порестриктивни мерки како денешните, ќе спасеа многу човечки животи и ќе ги поштедаа од траuma илјадниците граѓани кои се заразија во меѓувреме.